представници на медиумите. Најпрво сакам да ви посакам топло добре дојде на сите вас и секако успех во делот на ова дебата која што денеска отворате во Куманово. Во едно изјавување за моето обяснение. Тргнавме со кабинетот пеш од општината до тука на 200 метри, има многу барање од граѓаните и се завршаме. Ова е многу битна тема за Република Северна Македонија и секако за општина Куманово. Јас сум гор што имам и добив можност да го водам и да го представувам овој град, бидејќи ако направиме една анализа, истиот ја осликува нашата република во мало. Составот е идентичен на национално-етничко-религиската слика на Република Северна Македонија, токму тука, во една мала целина сместена некаде во бројка од 110 до 115.000 граѓани. И Куманово е гордо на тоа. Ние во континуитет сите овие предности ги користиме и ќе продолжиме да ги користиме како придобивка за создавање на едно здраво и зрело општество, кое што многу пати до сега во минатото покажа дека знае да ги препознае сите ризици и да самите граѓани го почувствуваат ризикот кој што може да дестабилизира овакви ситуации, а тоа е меѓуетничката нетолеранција, непочитување и така натаму. И ги надминавме сите проблеми. Кога зборувам за посериозни проблеми, зборувам за проблемите од 2001 година, зборувам за случајот 2015 година, 9 и 10 мај, кој е Куманово на вистина и во суштинска смисла на зборот се потврди дека е зрело на овој план да се надоградува и тоа е искуство да го споделува со останатите. Јас на вистина сум горд на своите граѓани, бидејќи одважно се одважија во тие моменти и рекоа не сакаме да бидеме составен дел на политиката, не сакаме да бидеме составен дел на предметна манипулација. Едноставно јасно ни што се случува во Куманово, не дозволуваме да ни се дестабилизира градот. Бидејќи ова е град во кој што има и џамии и цркви. Град во кој што има и протестантски, но и позиции за католички храмови и сите се добре дојдени. Град во кој што покрај македонците како најбројни како етничка заедница, значи живеат и албанците, и ромите, и србите, и власите, и бошњаците, и хрватската заедница е значи во експанзија, имаме представници на бугарите, така да отворени сме за сите. Куманово е еден мал космополитски град кој што сакаме да се шири и да се развива. И како го постигнавме тоа? Го постигнавме со взаимно почитување и уважување, со комуникација, голема меѓуетничка толеранција, а не можам да кажам дека секогаш било идеално. Ако се вратам на 80-тите, па доцните 80-ти години, кога имаше протести за одбарање на одредени права на етничките, помалите етнички заедници, па целиот овој период на транзиција, можам да се пофалам дека политичките елити пред нас кои што управуваат со овој град, добро се отнесуваат на тој план и го могуваат да служат. Ние имаме случаи да денеска во Куманово еден ден се одржува еден настан, одржан од страна на локалната самоуправа и локалната заедница за организација на ифтарска вечер, додека другиот ден да имаме организација за држење на литургија или свечена литија, представувана преку христијанската заедница, без никаков проблем. И ќе продолжиме на тој план да се надоградуваме.